Министерот за одбрана Зоран Јолевски учествуваше во дебата за мировните мисии под знамето на Обединетите нации. Министре Јолевски, дали Македонија ќе учествува во некои нови евентуално мисии под знамето на Обединетите нации? Веќе учествуваме во Јужен Либан. Да, така е. Во овој момент ние се собравме тука во Обединетите нации во Њујорк да дискутираме за зајакнување на мировните мисии на Обединетите нации. Содржа лидерски состанок под покровителство на претседателот Обама и генералниот секретар Бан Ки Мун, на кој што државите членки на Обединетите нации разговараа како може да ги закнеме овие мировни мисии на Обединетите нации. Како што знаете, Република Македонија учествува со еден офицер во рамките на УНИФИЛ. Министерството одбрана и јас како министер направивме повеќе активности во последнава година дена со цел да ги испитаме можностите за наше учество во овие мировни мисии. Има бројни состаноци, една од иницијативите од моја страна која што доста до сите колеги од Југоисточна Европа во рамките на 7 министерскиот процес е заедно упатување на заедничко упатување на војници во мировните мисии на Обединетите нации. Затоа врзано на тој документ што го предложив ќе поразговараме понатаму како ќе се поставиме во ова прашање. Исто така разговаравме и со Италија кој што е од најголемите контрибутори за мировни мисии во Обединетите нации од Европа, со цел да ако патуваме наши офицери и војници да биде во рамките на нивниот контингент. И третата опција која што разговараме и ќе биде предмет на разговорите следниве неколку дена дека во Соединетите американски држави е заедничко упатување на наши мировници со Соединетите американски држави и разговараме заеднички со Сенегал, Вермонт, Македонија и Сенегал да заеднички упатат мировници. Дали се знае во кои земји членки евентуално би имале нова мисија под знамето на Обединетите нации? Се уште не сме одлучили за тоа, како што реков сме во фаза на консултации. Консултации ќе бидат со Обединетите нации да видиме каде има потреба, и како што реков со партнерите со кои што заедно би патувале наши мировници. После Њујорк одите во Вашингтон, имате средба во Пентагон, зашто точно ќе разговарате со американските представници? Во текот на утрешниот ден ќе имам повеќе средби со конгресмени и сенатори. Исто така ќе имаме работен ручек со представници на Think Tank заедницата на која ќе разговараме за идните планови на Македонија за интеграција во НАТО, односно како да се подготвиме максимално до следниот самит на НАТО во Варшава, а исто така и ќе посетиме неколку think tank-ови. Со мене ќе биде и новиот началник на Генералштабот Величковски, кој сакам исто да го представам на американската политичка јавност. Министре, ќе имате средба и со збратимината држава од Соединетите американски држави Вермонт. Што поточно ќе правите таму, со кого се ќе се сретнете? Фактички Македонија и армијата Република Македонија имаат долгогодишно партнерство со Националната гарда на Вермонт. Ќе идам таму да се сретнам со гувернерот на Вермонт, со сенаторите и конгресменот од Вермонт, а исто така ќе присуствувам на церемонијата на пензионирање на поранешниот командант генерал Дуби, така да ќе биде една прекрасна можност да повторно сретнам со старите пријатели. И покрај ова ќе имаме средба со Универзитетот Норвич, каде што планираме да воспоставиме интензивна соработка со нашата војна академија. Универзитетот Норвич е приватна војна академија, најстара војна академија во Соединетите американски држави и ќе имаме заеднички програми, работиме на да имаме наши студенти, наши кадети да поминат еден семестар во Норвич, а исто така кадети од Универзитетот Норвич да поминат еден семестар во Македонија, размена на професори, да го закнеме образованието, војното образование во Република Македонија.